Штипските и бизнисмените од регионот се вознемирени од најавената канадска инвестиција во штипската тир зона. Планираните 600 работни места за почеток од компанијата која застрашувачки мокна, за нив воопшто не е добар почеток на новата година. Ризикот несомнено е голем, бидејќи можноста да ни се одлеат работници во најавената нова фабрика е реална. Потребно е државата да се подзамисли за нас домашните бизнисмени и со соодветни мерки да ја спречи оваа така наречена конкуренција за работната сила, со цел и ние да не бидеме на некој начин оштетени со кусок на толку потребната работна сила, изјави загрижен бизнисмен за ТВ Стар. Освен за Штип, Magna International е голема закана и за компаниите од регионот, чии работници исто така многу лесно можат по работа да тргнат во Штип. Не инвестиции како што дојдоа сега во тирзовите, обично конфекционирање на каблови, кои ангажираат едноставен мален труд кој е ист као што е трудот во конфекциите. И ние што правиме? Од буџетот на Република Македонија што го полниме ние као фирми и граѓаните преку ДДВ-то, ги стимулираме, ги компенсираме нивните даноци и придонеси, за да можат со 2-3 денари од тие стимулации пари да ги дадат нашите работници, за да ги на еден начин уништат нашите трудоинтензивни дејности. Значи, ние со нашите пари си уништуваме нашите компании. Оваа состојба ќе донесе нови предизвици, но и бенефити. Но прашањето е за кого? Во Агенцијата за вработување немаме толку слободен работен потенцијал, така да според мене дел од редовно вработените во другите компании на подрачјето на општина Штип, па и пошироко, овие околните општини, ќе се прелеат, ќе бидат ангажирани доколку се реализира оваа инвестиција во оваа нова компанија, а ќе се појави недостиг или ќе се намали бројот на вработеника и постоечките компании. Ова од аспект на вработените значи можност да побараат и да добијат реално повисоки плати, бидејќи кога се бара некој производ, цените растат. Тоа е случај и кај работната сила.